Власта ги изигра стопанствениците за добивање државна помош за субвенции за минималната плата. Поддршка ќе има, ама само за оние компании кои не добиле државна помош за справување со последиците од ковид кризата. Клучен услов кој ја ограничува можноста за субвенции на дел од придонесите во износ од 1197 денари повработен е фирмата да не биде корисник на државна помош за зголемени плати од 600 до 6000 денари. Од ваквата одлука изненадени се и работодавачите. Велат дека кога преговарале во владата ова не било договорено. Не можеме да прифатиме доколку навистина не биде предлогот прифатен онака како што го предложивме и како што очекуваме да биде исполнет, затоа што станува збор за фер договор заснован врз фер диалог. Ние ќе бараме принципиелно да си го одржи зборот владата, како што го одржи зборот за синдикатите. Дел сме од социјалното партнерство. Товарот треба да биде на сите оние кои можат фер и договорно да го поднесат. Зошто владата ја употребува ваквата методологија за добивање на помош, која и реално истата ќе ограничи за голем број на компании, барем засега одговор нема. Алфа праша во владата, но барем досега оттаму одговор нема. За мерката нема да може да аплицираат ниту компаниите кои земале субвенции преку оперативниот план за вработување. За колков број на компании станува збор засега е нејасно. Ова само дополнително ќе ги комплицира состојбите, но и ќе му отежне на бизнисот, како и ќе ја мотивира зголемувањето на сивата економија. Газдите се надеваат дека до такво нешто нема да дојде, но доколку дојде, тоа анонимно може да се пријави во инспекцијата. Ние сметаме дека се случува во границата над 18.000 денари во овој случај, односно за плати исплатени кои се во износ од 25, 26, 30.000 денари бруто плата, каде што таму се случува поголемиот дел на исплата на плата во плико, односно враќање на дел од средствата кај работодавачите, за кој вина гледаме кај работодавачите, пред се за концептот на работење на тие работодавачи и уште поголема вина гледаме кај тие што не ги пријавуваат овие состојби, веројатно дека се уценети или само да го задржат работното место. Инаку договорот за минималната плата власта и синдикатот го представија како историски. Повисокиот минималец треба да започне да се исплаќа во април за нешто повеќе од 80.000 граѓани во висина од најмалку 18.000 денари. Планот ќе стане оперативен откако процедурата ќе заврши во парламентот. Од владата соопштија дека мерката ќе тежи околу 16 милиони евра.